на Република Македонија и се достапни средствата од инструментот за предпристапна помош ИПА од Европската Унија преку две финансиски перспективи, ИПА 2007-2013 и ИПА 2014-2020 година. Искористувањето на средствата од ИПА е значаен приоритет за владата на Република Македонија. Затоа ние одлучивме да почнеме со подготовка на план кој ќе ги адресира предизвиците и ќе ги подобри капацитетите за поголема апсорбција на ИПА средствата. Годинава завршува рокот за имплементација на дел од проектите на ИПА финансиската перспектива 2007-2013 година. Затоа првиот предизвик е нивно навремено завршување, но поради достигнање на реализацијата во претходниот период на дел од проектите, може да постои потреба од нивно финансирање преку буџетот на Република Македонија во 2018 година. Вкупно достапни средства на Македонија од ИПА 2007-2013 година биле 614 милиони евра. Средства во износ од 434,7 милиони евра се управуваат децентрализирано од националните структури во земјава. Од нив склучени се договори за во износ од 304,2 милиони евра средства од ИПА. Процентот на склучени договори во однос на расположливи средства изнесува 70%. При тоа овој процент е најнизок кај ИПАРТ компонентата, тој изнесува 33,3%, додека е највисока и програмите ТАјП 2009 и програмата за регионален развој. Вкупната вредност на исплатени средства од ИПА 2007-2013 заклучно со денес изнесува 216,5 милиони евра, односно 49,8% од расположливите средства. Досега во рамките на ИПА 2007-2013 година се изгубени 119,7 милиони евра, а се утврди дека постојат ризици за губење на дополнителни 33 милиони евра. Затоа владата прави напори за посилно ангажирање на сите капацитети во функција на поголема апсорбција на средствата и подобрување на пристапот на земјава кон нивно користење. Наши поидовни точки во изработка на планот за подобрување на искористеноста на ИПА се следниве три. Прво, да се обезбеди поголема посветеност од највисоко политичко ниво во однос на спроведувањето на ИПА во Македонија, што не било случај со претходната влада. Ова е особено значајно при навремено дефинирање на приоритетните проекти кои што ќе се финансираат од овој инструмент. Владата веќе отпочна со оценување на релевантноста на приоритетните проекти кои ќе се финансираат со ИПА финансиската перспектива 2014-2020 година со цел навремено да се реализираат овие средства. Второ, потребно е да се подобри екипираноста на структурите за управување со ИПА фондовите во земјава и да се води грижа за задржување на обучениот кадар во институциите. И трето, да се подобри функционирањето на ИПА структурите во согласност со правилата и препораките на Европската Унија во насока на зајакнување на меѓуинституционалната комуникација и координација и посебно во поголема транспарентност и отчетност на сите чинители во овој процес. Јас на крајот сакам да им се заблагодарам за поддршката што ја добиваме од делегацијата на Европската Унија и нивната подготвеност за заедничко надминување на предизвиците. А исто така, сакам да ја потенцирам и нашата цврста определба дека средствата од ИПА фондовите ќе придонесат за подобрување на животниот стандард на граѓаните на Република Македонија и секако ќе придонесат за и ќе обезбедат наше приближување до европските стандарди.